сите зборуваме за политика заснована на докази, не на ирационални барања. Покажуваат дека ние не само што сме рамо до рамо со главните претенденти за брзо членство во ЕУ, туку сме и подобри од некои од нив. Сега прашувам... Факт е дека законодавството е прилагодено во голема мерка со европското законодавство. Само уште една реченица. Мислам дека мора да се знае, и за тоа се свесни и најбрзите кандидати, дека може да ги затворат кластерите и поглавјата, но утре повторно може некоја од членките да стави вето и да покрене прашања што немаат врска со копенхагешките критериуми, туку се врзани за историја и култура. Да, но за историјата и културата не може. Таква гаранција нас не треба. Не за отварањето на кластерите. А тоа не е тешко. Видете, пак ќе речат дека сум инсистирала на креативност. Да, креативноста некогаш е нужна и може да има толкување на вториот протокол и може, иако на студентот прва година му е јасно каква е неговата природа, но јас не сакам на телевизија да зборувам за тоа, се разбира и со трет протокол, со интерпретација, има многу варијанти. Да, и формула